Запалени свеќи, молитва, прережани колачи, осветено грозје, причест по неколкудневниот пост. Православната црква и верниците денеска го чествуваат празникот Преображение. Според старите обичаи, од денеска започнува и сезоната на грозјето. Преображението Господово е голем настан со кој се открива вечната светлина и славата на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Обичајот што е поврзан со овој празник донесување во храмот од првите зрели гроздови и од другите плодови за благослов може да не послужи за важна поука. Црквата ги благословува тие плодови и се моли овие во иднина да ги има во големо изобилство. Меѓутоа, се знае дека изобилноста зависи од Божјата помош и од вредната работа на самите луѓе. Земјата што треба да даде добар плод треба добро да се обработи, лозите да бидат питоми и плодни, а неплодните да бидат отстранети. Евангелските зборови во денешното Евангелие велат: секое дрво што не дава добар плод се сече и во огин се фрла. Се однесуваат еднакво и на дрвјата, и на луѓето, и на народите кои не даваат плодови со своите добри дела. Господ Исус Христос за христијаните благодатен извор, самиот тој вели: јас сум лозата, а вие сте лозинките. Како што има сок во лозинките од лозата, така и христијаните примаат од него духовен сок за да дадат добар и убав плод. Празникот Преображение по својата смисла и значење за човечкиот род е еден од централните христијански празници. Се базира на настанот на Христовото преобразување, односно покажување на неговата божественост пред најблиските ученици Петар, Јаков и Јован на Таворската гора, кратко време пред неговото страдање во Ерусалим. Важноста на овој настан за човечкиот род е одлично искажана во зборовите "Господи, добро ни е овде", што апостол Петар ги кажува во некакво изумување, а кои сведочат за значењето на непосредниот однос на човекот со Бога.